По речиси 50 години од првата идеја за изградба на брана на река Отиња, денес и официјално беше поставен темелот и за 30 месеци Штип треба да ја добие. Со проектот е предвидено да се изведе камено земјана брана со централно глинено јадро со висина од 33 метри. Браната на река Отиња на Штип ќе му донесе промена на климата, заштита од градот од поплави, но и место за рекреација. Дополнително се создава биолошки минимум во коритото на реката Отиња, а ќе се користи и за наводнување на зелените површини. Во втора фаза, веднаш после изградбата, ќе ја разработиме и можноста за овој објект да произведува електрична енергија исклучиво заради самоодржливост на самиот објект. Инвестицијата е вредна над 5 милиони евра и истата целосно ќе ја финансира државата преку Министерството за транспорт и врски. Успеавме и сите сме горди на овој успех. Но сега пред нас е нов предизвик. Искуствата покажуваат дека изградбата на ваков габаритен објект нема да биде лесно. Впрочем, во градежништвото и нема лесна работа. На терен не чекаат нови предизвици, но тука сме повторно сите заедно да ги решаваме овие предизвици и овие проблеми. Силно сме посветени на реализација на овој објект. Браната за нас е приоритет, така и ќе остане и во периодот кој што следи. Изградбата на браната со висина од 33 метри и капацитет од 3 милиони метри кубни вода треба да обезбеди нова можност за развој на општината. Населбите Сутлак и Блок 2000 конечно ќе се поврзат со улица што ќе поминува по круната на оваа брана, а за нашиот град ќе се отвори нова можност за економски развој и напредок. Ќе се отвори можност да привлечеме странски и домашни туристи кои ќе бидат воодушевени од нашата штипска природа. И на тој начин ќе го развиваме и туризмот, меѓутоа и познатото штипско угостителство. Браната на Отиња е само еден од проектите кои се градат со државни пари во источниот и североисточниот регион, потенцираше вице-премиерот Љупчо Николовски. Токму во овие региони, покрај овие проекти, преку програмата за распределба на средства од концесијата на ТАФ, ќе бидат распределени во овој период 6 милиони евра за 21 различен проект во делот на водоводните мрежи, фекална и атмосферска канализација, реконструкција на локални патишта, до изградба на детски градинки, на основни средни училишта, на резервари за вода, на системи за наводнување и останати проекти. Паралелно непречено се отвива инвестицијската офанзива на патната инфраструктура во целиот источен и североисточен регион. Пред камен темелот на брана на Отиња, официјално во употреба беше пуштен патот Крупиште-Пробиштип во должина од 18 километри, инвестиција вредна 213 милиони денари.